Посвеж воздух, помалку јаглерод диоксид, почиста вода. Кога кон средината на март пандемијата ги погоди Соединетите држави, очекувањата беа дека ќе има позитивно влијание барем на животната средина. Сепак 3 месеци подоцна, повеќе од очигледно е дека ефектот е сосема спротивен. Луѓето се помалку користат јавен транспорт за сметка на автомобилите, а се повеќе употребуваат пластична амбалажа за еднократна употреба и пластични кеси. Кога кон средината на март пандемијата ги погоди Соединетите држави, онлайн нарачките се зголемија за 240%. Милиони кеси, овивки, шамивчиња, ракавици, маски, аеросоли секој ден беа испорачувани низ земјата. Како резултат на ова, пластичниот отпад ги преплави градовите. Just in March and April of 2020, in the heart of this pandemic, at just one wastewater pumping station, we've seen an increase of 17 tons of wipes compared to March and April of last year when we were not in a pandemic. Употребата на пластични кеси исто така е драматично зголемена. Некои сојузни држави ја одложија имплементацијата на забраната за нивно користење, бидејќи супермаркетите веќе не дозволуваат користење на торби донесени од дома, за да се спречи ширењето на вирусот. Експертите за животна средина велат дека ова е контрапродуктивно. There was a study that came out of Johns Hopkins that says that actually out of all the materials, COVID-19 lasts longest on plastic. И компаниите за рециклирање се соочуваат со проблеми поради падот на цената на нафтата. The recycler has costs of collecting waste and processing it, and then it sells that recycled material, and that price is set according to the price of oil. So when oil goes down, many recyclers can't be competitive. Еколозите велат дека секоја година во океаните завршуваат 8 милиони тони пластик. There were a lot of folks that were alarmed with once they started looking for smaller pieces, how you could find it in so many places. Според проекциите, производството на пластика ќе се зголеми за 40% во следните 10 години. Истражувањата на јавното мислење покажуваат дека над 60% од американците сметаат дека животната средина треба да биде приоритет во Конгресот. Сепак експертите стравуваат дека пандемијата ја турка екологијата кон дното на политичката агенда. За Алфа, од Гласот на Америка, Никола Крстик во Вашингтон.